И како следен предавач ми представува задоволство да ви ја најавам примариус доктор Добрила Андоновска на темата Пейтангу метода. Повелете, докторка. Исто така за мене е огромна чест представува што настапувам после нашите доаени во македонското здравство и исклучително добри предавачи. И со самото тоа мојата трема е малку поназначена и ви благодарам за вниманието. Знаете дека хирургијата е поконкретна од другите области, кои освен што се наука, се малку и филозофија, се многу и имагинација, меѓутоа исто така и хирургијата, како и особено пластичната хирургија, особено во пластичната хирургија, креацијата, односно креативноста на хирургот секогаш доаѓа до израз. Тема на денешното излагање е нашето искуство во примена на Пейтангиевата метода за решавање, односно корекција на аурикуларната проминенција. Во воведот сакам да нагласам дека ова е најчесто вроден деформитет кој што се среќава некаде околу 5% од популацијата и воедно представува и најчест вроден деформитет воопшто од сите деформитети кои што се среќаваат во популацијата. Се наследува автозомно доминантно. При аурикуларната проминенција девијацијата од нормалниот изглед на надворешното уво на ушната школка се должи пред се на слабо развиениот или отсетен антихеликс, понатаму во обликот на конхата, во големината на аурикулоцефаличниот агол и положбата или големината на лобулусот. Конхата може да биде превртена, ротирана со еден зголемен аурикулоцефаличен агол кој е повеќе од 40 степени. Хеликалната ивица протрудира повеќе од 3 сантима и додатно лобулусот може да биде во протрузија или да биде со поголеми димензии. Од антропометријата треба да се познаваат одредени параметри во однос, јас ќе се послужам со стрелката, мислам дека ќе биде доволно видливо, во однос на должината, ушната школка ги постига своите димензии на 13 годишна возраст кај машката популација и на 12 годишна возраст кај женската популација, доека во однос на незината широчина, тоа е овој параметар прикажан тука, значи ја достига својата големина, зрела, значи големина на 7 годишна возраст кај мажите и 6 годишна возраст кај женската популација. Овие димензии, кои што во однос на ширината се достигаат на 7 и 6 годишна возраст, а во однос на должината на 13 и 12 годишна возраст, до 18 годишна возраст, особено во однос на должината, се изголемуваат сосема минимално од 1,1 до 1,4 мм. Особено сакам да го прикажам овој параметар тука, ова кривина, анатомска кривина на самата аурикула, тоа е антихеликсот кој понатаму ќе биде еден дел кој што посебно ќе го елаборирам. Ако сакате во ред. Историски гледано постојат бројни методи, оперативни техники за решавање на аурикуларната проминенција. Сите овие методи имаат своји предности и недостатоци. Пионер во оваа област е Дифенбах, кој во 1848 година ја извршил првата хируршка интервенција корективна со едноставна ексцизија на кожата пост-аурикуларно. Понатаму, или во 1881 година ја вовел методата на комплетно ресецирање на структурите на аурикулата во пределот на аурикоцефаличниот агол и со оваа метода фактички се обедал да исто така изврши една корекција на аурикуларната проминенција. Во 1910 година за првпат е препознаен, односно воочен основниот проблем при аурикуларната проминенција, тоа е непостоење на оној дел што претходно ви го посочив, тоа е непостоење или слабо развиен антихеликс. Во Конверс 1955 година ја вовел првата метода на инцизиосутурна техника, која всушност представува база за многу понатамошни оперативни техники за
решавање на оваа вродена аномалија. Во 1958 година е воведена метода на површни инцизии, односно површни засекување на рскавицата на аурикулата во анатомскиот предел на антихеликсот, со што се овозможува полесно свивање на самата рскавица во спротивна страна. Мустарди во 1950 година ја вовел методата при која со нересорбтивен хируршки материјал со повратни шавови постигал набирање на самата рскавица и го формирал непостоечкиот антихеликс. Во 1961 година Питанги ја вовел методата на формирање на рскавечен островест флип за креирање на отсатниот антихеликс. Иначе Питанги е жива легенда на кој се уште е активен, односно има своја клиника во Бразил, најголемо име во областа на пластична реконструктивна хирургија, особено во областа на естетската хирургија. Понатаму група на автори во 1963 година опишале метода на формирање на антихеликалниот набор, односно на антихеликсот, со гребење, површно гребење, со специјални борери, со што се постига исто така ослабување, односно посвитлива, се добива посвитлива рскавица за формирање на тој антихеликален набор, односно за формирање на отсатниот антихеликс. Во 1972 година е публикувана една инцизионо-ексцизиона техника, за разлика од претходните кои што беа инцизионо-сутурни техники, со комплетна дивизија, комплетно подигање на аурикулата и нејзино рекреирање, меѓутоа оваа метода и слични на неа методи се доста агресивни хируршки методи. Од 2000 година наваму следи еден период на воведување како воопшто во сите хируршки гранки на мини-инвазивни хируршки техники, така да една од нив е техника објавена во 2005 година со едноставно тунелизирање од антериорната страна на рскавицата со специјални инструменти и понатаму имплантирање на алопластични материјали. Во 7-годишен период во нашата установа се оперирани 32 пациенти, од кои 20 со аурикуларна проминенција, од кои 20 од женски пол и 12 од машки пол на возраст од 5 до 35 годишна возраст, 30 пациенти од нив со билатерална аурикуларна проминенција и 2 пациенти со унилатерална аурикуларна проминенција. Применета е методата на Питанги со формирање на рскавичен островест флеп. Предоперативно се врши компарирање на аурикулите, понатаму во однос на нивната симетрија, проекција, пропорции во однос на лицето, надворешните знаци, односно анатомските структури кои што се означени како надворешни знаци на аурикулата, понатаму квалитетот на поstaurикуларната кожа во смисла на постоење на вишок на поstaurикуларна кожа и во однос на и крајно дебелината и цврстината на рскавицата на аурикулата. Оваа метода, односно Питангиевата метода, се всушност представува една инцизионо-сутурна техника со која што се ексцидира еден рскавичен остров за дефинирање, односно за обликување на нов антихеликс кој што е непостоечки, фактички еден хипопластичен или апластичен. Во почетокот од антериорната страна на аурикулата со метиленско плаво или со маркер се одбележува анатомската позиција на отсатниот антихеликс. Понатаму следи една инцизија од задната страна на аурикулата која што е надолжна по целата должина на ушната школка. Следно, од антериорната страна навлегуваме со ова се специјални иглички за оваа метода, меѓутоа ние употребуваме обични инекциони инсулински иглички. Фактички го одбележуваме тој од антериорна страна претходно нацртан, одбележан антихеликс. На овој начин, од постериорната страна маркираме каде треба да се формира рскавичниот остров во функција на формирање на антихеликален набор. На следниот цртеж, односно на следната шема, се гледа, замислете дека овдека биле тие 4 инекциони иглички, го креираме рскавичниот остров, понатаму следи да околината од рскавицата,
која што е на аурикулата, се подминира. Овдека имате една шема каде што се гледа дека се користи специјален инструмент за такво нешто за подминирање, меѓутоа тоа многу едноставно се работи со мали тапи препарирки кои што ги користиме ние со години. Значи, околната арскавица на овој арскавичен остров се подминира, доека самиот остров останува адхерентен за својата подлога, која што фактички представува антериорна страна на самата аурикула, од причини да не биде нарушена низината циркулација и да не доведе до касна компликација во смисла на пропаѓање и некроза на арскавичниот остров. Она што следи е сутура, односно доближување на двете подминирани страни на аурикулата. Ние користиме ресорптивен конец Викрил 3.0. Секогаш користиме тапа игла од причина што округла игла, од причина да не дојде до засекување, односно уништување на самата арскавица. Следи фиксирање на делот на арскавицата со 1 до 3, зависно значи од деформитетот на ушната школка, 1 до 3 повратни шавови, исто така со ресорптивен конец. Ние користиме она што е секогаш најдобро, PDS конец 3.0, со што самата аурикула ја поставуваме во една погодна анатомска положба, односно ја доближуваме арскавицата на, целта е да се доближи арскавицата на аурикулата до периостот на мастоидот. Во случај кога тоа е потребно, ако имаме дополнително протрузија на лобулусот на аурикулата, тоа е овој дел, тогаш се врши лобулопластика. Таа може да биде со едноставна ексцизија или може најчесто се врши со VY пластика. Крајно се ексцидира вишокот на кожа од постериорната страна и сутура на самата инцизиона линија. Во однос на опоравувањето, постојат повеќе фази во опоравување после извршена една ваква хируршка интервенција. Она што треба да се знае дека аурикулата, односно постоперативно ушната школка треба многу внимателно да се спакува. Се пакува со стерилна вата, која што е натопена со физиолошки раствор, и со оваква стерилна вата се пополнуваат сите анатомски кривини кои што постојат на самата ушна школка, а особено се внимава добро да биде тоа направено околу новоформираниот антихеликс, за да се едноставно даде време да таа структура се задржи на своето место, односно да ги помине сите фази на заздравување, на рана формирање на фиброзно ткиво и така натаму. Ова првична оклузивна приврска, значи после таа стерилна вата се поставуваат специјални стерилни перничиња и една оклузивна приврска. Ваквата оклузивна приврска останува 7 до 9 дена. Првата приврска е негде тука 7 до 9 ден, кога се отстрануваат конците и се поставуваат специјални бандажи или спортски стегачи. Спрема литература, овие треба да ваков вид на стегач, односно бандажирање, треба да се носи од 3 до 4 недели за време на ноќниот одмор, меѓутоа ние препорачуваме на пациентите да првата недела носат стегач 24 часа, а понатаму во тек на 2 до 3 недели тој бандаж се носи само за време на ноќниот одмор. Комплетна активност, дури спортска активност е негде една недела после хируршката интервенција и за потполно опоравување некаде 6 недели. Девојче на 4 годишна возраст со изразена форма на аурикуларна проминенција. Аурикуларна проминенција прикажано антериорно, латерално и постериорно. Еден ранен резултат 7 дена постоп и резултат прикажано само антериорно и од едната страна, резултат еден месец постоперативно. Девојче на рана училишна возраст, прикажано предоперативно антериорно, постериорно и латерално и резултат 1 година после хируршката интервенција. Понатаму 4 пациенти, од кои 3 со обострана аурикуларна проминенција, изразена аурикуларна проминенција, предоперативно 1 година постоп, младо момче предоперативно 1 година постоп, исто така момче предоперативно 1 година постоп и пациентка со еднострана аурикуларна проминенција, во овој случај левострана, каде што е секогаш многу потешко да се сработи еднострана аурикуларна проминенција за да се постигне идеална симетрија со другата страна и овој еден резултат 3 месеци после хируршка интервенција видливо е задоволството на лицата на сите пациенти.
млада пациентка, кај што имаме најголем фолоап од 5 години, прикажана предоперативно, за жал не е сликано од сите проекции, затоа што детето беше вознемирено, и еден резултат 5 години постоперативно, антериорно и латерално прикажано. Исто така, две пациентки со аурикуларна проминенција, прикажана пациентка предоперативно, прикажана пациентка антериорно, постериорно и обострано, исто така антериорно, постериорно, обострано, резултат 1 месец после хируршка интервенција, и пациентка со аурикуларна проминенција, каде што предниот приказ, антериорниот приказ не зборува дека постои една аурикуларна проминенција, меѓутоа тоа е многу добро впечатливо ако се слика или се прикажа од задната страна. Прикажана исто така обострано левото и десното уво. Резултат 2 недели постоперативен, антериорно, постериорно и обострано од двете страни. Во однос на резултатите, пациентите се следени во период од 1 до 5 години, се евалуирани се повеќе параметри како естетскиот изглед, големината на цефалоаурикуларниот агол, постоење на рани и касни компликации, од рани компликации, болка, хематом, постоперативна хеморагија, инфекција на рана, перихондритис, понатаму некроза на кожа и арскавица, постоење на алергиски реакции, од касни компликации, постоење развој на хипертрофични лузни, келоиди, фистули, грануломи, една намалена осетливост или постоење на парестезија, понатаму рекурентност и деформитети, новонастанати деформитети на аурикуларната арскавица. Постигнати се добри естетски резултати кај сите пациенти. Техниката на питанги со формирање на арскавичен остров добро се поднесува кај сите пациенти, пред се во однос на болката и доведува до едни одлични резултати, без постоперативни резултати, без постоење на компликации. Не сме регистрирале, не сме документирале постоење на рекуренција и согласно на тоа, следствено не сме имале нити ревизиони хируршки интервенции. Оваа метода, авторите ја работат долги години, првото искуство е публикувано во далечната 1994 година, иначе до сега над 350 пациенти се оперирани со оваа метода. Понатаму исто така е публикувано во 2003 година, доека презентиране како наш труд, односно наше искуство на повеќе интернационални конгреси, како што е 97 година на Европски конгрес за пластична и реконструктивна хирургија во Лисабон, 99-та на Светски конгрес на пластична и реконструктивна хирургија во Сан Франциско, каде што модератор беше професор Питанги. Понатаму коавторски на други конгреси, 2006 година на Светски конгрес во Бразил, 2006 година на Хрватски конгрес за пластична и реконструктивна хирургија, 2010 година на конгрес на Српски конгрес на пластична реконструктивна хирургија и во 2015 година на еден интернационален симпозиум за детска хирургија. Благодарам за вниманието.